Добар ден, почитувани, стартува најновата телма амбуланта. Секој од нас во животот ќе заработи по некоја лузна. Оние што се на душата не се гледаат. Но тие пак што се резултат на исеченица, изгореница, операција, акне или пак некоја друга повреда може да доведат до естетски, па и медицински, но и социјални проблеми. За некого лузните може да бидат спомен, например за првото возење велосипед без раце, но за други пак да бидат причина за криење на одреден дел на телото. Па можат ли лузните да се отстранат сосема да исчезнат? На ова прашање одговор ќе побареме од магистар доктор Наташа Теовска-Митревска, дерматовенеролог, и доктор Дарко Даскалов, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Останете на телма. Можат ли лузните да се отстранат? Кои се современите третмани што даваат најдобри резултати? Ќе ги запрашаме. Магистар доктор Наташа Теовска-Митревска, дерматовенеролог во Реметика. Добре ми дојде, доктор Наташа. Добро најдов, Марија. И доктор Дарко Даскалов, субспецијалист, односно специјалист по пластична и реконструктивна хирургија во ПЗУ. Доктор Даскалов, докторе, добре дојдовте и вие во студиото на Добро телма. најдов. Кога имаме некоја исеченица на кожата, изгореница, акни, повреда или пак еве крупна сипаница, обично се плашиме да не ни остане некоја лузна на кожата. И сега колку време по повредата се создаваат лузните и дали секоја длабока повреда ќе доведе до појава на лузна? Марија, имаше одлична најава на почетокот. Кажа дека практички сите ние овдека во студиото, па и ние па и оние во малите екрани, нема човек кој што нема лузна во животот, кој што нема барем една лузна на неговото тело, кој што секоја лузна практички си носи своја приказна. Дали ќе биде, како што кажа, нели, пат од велосипед, дали ќе биде исеченица, дали ќе бидат акни во тек на адолесценцијата, дали ќе биде некоја изгореница, значи кожата ни е најголемиот орган и таа има способност сама да се регенерира, значи да се обнови секоја повреда која што ќе настане на незината површина. Практички самата лузна ни е дел од тој природен процес на зарастување на рани, кој што се одвива низ неколку фази. Мораме да објасниме како изгледа создавање на една лузна. Кој ќе кажеме фази, тоа не е така едноставен процес, нели? Затоа што кожата реагира на секоја траума која што практички ќе ни ја наруши таа нејзина кожна бариера. И кога ќе имаме некоја посекотина, било да е површна или подлабока, што се случува? Веднаш имаме аларм на самата кожа, значи настанува фазата на воспалителна реакција, тоест започнуваат сите оние наши крвни клетки, кои што ги викаме тромбоцити, како плочи за да го запрат крварењето, значи настанува крварење, започнуваат да се собираат на самото место каде што настанала траумата. Започнува друг аларм кој што тие како крвни плочки ќе направат како ние викаме како еден облак, значи за да го заштитат процесот, да почне кожата сама да се брани, да не настане поголема инвазија. Настанува еден аларм до крвните садови, кои што истовремено пуштаат едни сигнали, едни молекули, да ги принесат сите воспалителни клетки, кои што од своја страна овие воспалителни клетки ќе доведат до забрзана циркулација на местото каде што настанала повредата и ќе доведат до можноста на кожата да се одбрани, значи било да е од некоја страна од тело, било да е некоја бактерија, било да е вирус, значи да почне да ги, ние викаме да ги фагоцитира, да ги обработува промените кои што настанале во текот на нарушување на тој интегритет на самата кожа, да потоа овие воспалителни клетки започнуваат да синтетизираат одредени медиатори, воспалителни клетки кои што ќе доведат до создавање на сврзно ткиво. И тоа создавање и тоа е веќе фазата на пролиферација, значи се создава некое сврзно ткиво кое што треба да го да ја врати. Откако раната ќе зарасне, откако повредата ќе зарасне. Откако ќе настане повреда, настанува крварење и настанува фазата на пролиферација. Значи гледам да ми иде малку попристапно до гледачите, за да може тоа ново сврзно ткиво си има одредена колоритност, значи има одредена боја. Значи на почеток е црвена, бидејќи тоа е ново сврзно ткиво и таа трае неколку месеци, за да потоа таа промена започнува да се ремоделира, кој што трае до 1 година. Сега, дали таа лузна ќе биде видлива, значи ќе се зарасне одлично, во смисло да немаме нарушување на тој интегритет на кожата, ќе зависи колкава е промената. Ќе зависи
колку била длабока за таа повреда на кожата, ќе зависи од возраста на пациентот, ќе зависи од какви се нарушувања имаме додека настанал процесот на повреда на таа бариера, ќе зависи од какви лекарства примаме, дали се работи за некоја поголема супстанца која што направила некој токсичен ефект на кожата и ќе зависи лузната дали ќе биде со различен облик во смисол да биде како влабната или да биде над ниво на кожа, како задебелена или малку попроширена, од дали имаме пробив на базалната мембрана. Тоест нешто што е подлабоко во подлабоките слоеви на самата кожа. Меѓутоа, ќе зависи од сите овие фактори кои што веќе ги спомнав. Значи, наследната особина, генетскиот фактор, кој што ние наследуваме одредени гени, да некогаш реагираме малку, да кажеме, побурно, во смисол да се појават лузни кои што се, да кажеме, со поинвазивен раст, кои што растат, така наречени келоиди. Значи, генетски сме предиспонирани кон келоидите. Како точно изгледаат келоидите? Келоидите изгледаат на вистина, прво се појавуваат на одредени места. Ќе објасниме што е разлика меѓу онаа која што е позадебелена, хипертрофична лузна и што значи келоид. Има секако разлика, затоа што келоидите имаме една генетска наследна компонента, да одредени луѓе при вакцинација, при убод од инсект, при некоја хируршка интервенција кога имаме, да на местото на самата, да кажеме, повреда, излегува надвор од рабовите на самата повреда. Значи, тоа ткиво се шири надвор од повредата и расте. Значи, никогаш не се повлекува спонтано. Секогаш има некој јадеш, има некоја, ние викаме како сензација пациентот кој што кажува и на вистина кој ќе се види остава маркантен облик, значи има како една избачување, испакнатина. На вистина естетски прави проблем затоа што се појавува обично на позади на ушите, на деколтето, може да се појави доколку се дупнат ушите, да речеме? Апсолутно. Зошто е тоа така? Затоа што имаме хронична стимулација, ние викаме нешто што во хроницитет стимулира да тоа се појавува постојано и расте како ткиво. Обично е тоа кога ги вадиме меѓушите, нели па ги ставаме повторно, кај некои луѓе се предосетливи и се појавува како едно топче позади самиот ушен отвор. И тие во суштина се разликуваат во однос на хипертрофичните лузни, значи оние кои што прават задебелување. Нели ќе се направи некоја интервенција и има како избочување повторно, затоа што имаат воспалителни клетки многу повеќе за разлика од овие хипертрофични лузни. И токму затоа тие малку имаат и како јадеш, имаат сенсација и прават едно, да кажам, избочување на кожата кој што естетски нели не е баш прифатливо за личноста што го има. Меѓутоа, ако се појават на места на зглобови, ние ги викаме контрактури, значи го ограничуваат, значи не е само естетскиот аспект кој што поминуваат овие пациенти, него имаме многу често пациенти после некоја изгореница или после некоја траума на кожата, да овие келоиди на вистина растат. Ние викаме дури како туморозна формација, толку многу знаат да пораснат, да го ограничуваат движењето на некој дел од телото. Било да е рака, било да е нога, бидејќи се најчесто лоцирани на самиот зглоб, на самата кожна површина. И толку затоа не е само естетскиот аспект и ме радува што денеска сме во студијето со специјалист по пластична и реконструктивна хирургија, бидејќи верувајте келоидите не се така едноставни во решавањето. Како да кажам, како дерматолошка состојба, се чести во нашите ординации, не само келоидите, него и лузните. Некако би сакале да дадеме токму апел дека мора да има комбиниран пристап во лекувањето на овие лузни. Значи, секогаш консултација со пластична реконструктивна хирургија, секогаш со дерматолог, бидејќи пациентите, знаете како лутаат, не знаат каде да се обратат. Па некогаш дури аплицираат супстанции кои што се како мелеми, нели врз основа на некоја рана, па наштетуваат повеќе и прават некои дополнителни, да кажам, нови промени или нови лузни. Особено е проблем ако овие лузни се наоѓаат на естетски експонирани делови на телото, да речеме лицето, вратот, деколтето, рацете, дали создаваат и психолошки промени во кај лицата кои што ги имаат? Што говори вашето искуство? Како не, значи ние, Марија, секојдневно имаме многу пациенти кои што имаат лузни. Најчесто се тоа лузни од акни,
Бидејќи тие некако како дерматолошка состојба акните ни се се почесто присутни во нашите ординации, тоа не значи дека останатите лузни како хипертрофични или келоидни дека не ни се присутни или после одредени интервенции кои што ги добиваме од страна на специјалистите по пластична и реконструктивна хирургија. Меѓутоа, знаете како, тие пациенти веќе имаат ние дури лузните ги градираме на какав степен на зафатеност на површината овој паќа и во нас дали се работи за нека умерена лузна или се работи за сериозен дефект на самата кожа. Сите доаѓаат со едно чувство, знаете како, на депресија, на анксиозност, на исчекување, на добивање на инстант ефект. Знаете како, затоа што лузната ни кажува за некој дефект, веќе направен дефект. И најтешко се коригира. И повторно ќе апелирам, значи не постои во репарацијата на лузната, не постои 100% добивање на кожа која што претходно била идентична, значи, без не може да има 100% никогаш да се отстрани. Апсолутно не може да се постигне истата кожа која што истата состојба која што постоела претходно. Меѓутоа може да се подобри. Може да се подобри естетскиот аспект, може да се подобри и функционалниот аспект. Затоа постојат и бројни комбинирани техники кои што ги работиме и во Македонија, апсолутно. Ке започнеме од нешто што е убедување меѓу народот. Тие велат дека лузната, додека се уште е во некоја рана фаза, додека е црвена или пак розова, е пожелно да се изложи на сонце за побрзо да ја промени бојата, да побели. Што велите за ова? Секако дека сонцето и UV зраците се штетни за сите. Дури ние и помлади и постари се советуваме за максимален заштитен фактор. Истото важи за хируршките лузни и за конкретно денеска темата што не е за лузните од акни на лицето, кои што доколку рано се изложат на сонце, поготово во сончевите месеци доколку се интервенциите, може да примат пигмент од сонцето и потоа на нивото на хируршкиот рез да имаме една црна дамка која што со тек на времето нема да избледи, него ќе се има различен колоритет од нормалната кожа и затоа се советува колку што е можно повеќе да се Значи проблемот нешто нема да се реши, туку може да се влоши прецел од естетски аспект. Сега да преминеме на она што е проблем во адолесценцијата, тоа се акните, кои што некогаш може да бидат многу изразени, длабоки и да остават трајни последици, односно лузни на лицето. Дали во овој случај важи правилото подобро е да се спречи отколку да се лечи, односно веднаш да се пристапи кон нивно санирање, или пак треба да поминат сами од себе и да не се чепкаат, бидејќи постои убедување исто меѓу народот, ако се чепкаат акните може да се создадат лузни. Марија, ова е единствената состојба каде што важи правилото. Значи да се превенира за да не, значи да се лечат акните. Значи сите инфламаторни лезии на акни, почнувајќи од затворени комедони, значи оние бели промени кои што се појавуваат како топчиња под кожата, отворени комедони, оние црнки, папули, пустули, нодули, цисти, сите аспекти на кои што се појавуваат во текот на тоа воспалителна фаза на акните, бидејќи не значи дека комедонот нема да предизвика лузна. Значи и црнката може да ни предизвика лузна. Ако се исцеди, само во тој случај. Да, значи сите или самото нејзино појавување може да доведе. И поминување во следната фаза може да ни помине во лузна. Значи, првото правило е да се даде терапија за активните промени на акни, за да превенираме создавање на лузни. Која е таа терапија? Има терапија што навистина може да превенира или доколку се појавиле акните тие да се повлечат? Знаете како, кога доаѓаат пациентите кои што имаат и лузни, значи веќе промени кои што настанале и активни лези, она што се советува е секогаш да се започне со тераписки протокол за лечење на акните, па дури и терапевскиот протокол на лечењето на акните ни ги подобрува лузните, било да е локална терапија, било да е перорална, значи зимање на одредени лекарства за кои што ние правиме проценка како дерматолози. Дали се работи со проблеми во хормоните, во хормонски дисбаланс или даваме терапија кои што ќе ги смири овие ние викаме пилосебацијални функции. И она што треба да знаеме, кај лузните од акни има различни типови на лузни. Зошто викаме многу, да кажеме, тешко решавањето на лузните од акни. Ако тука имавме атрофични лузни по телото, од некои интервенции, од исекотини, од, да кажам, убоди, изгореници, кај акните имаме
плеоморфизам. Што значи тоа? Сите лузни во со различен облик може да се појават во лицева регија. Сега за сите тие различни имаме различен пристап. Тоа значи со една метода ние не можеме да ги решиме сите. Зошто кажам? Затоа што кај акните имаме најчесто атрофични лузни, 80%. Тоа не значи дека акните нема да дадат келоиди или нема да дадат хипертрофични промени и не се само во лицето, значи секаде каде што се присутни овие, ние викаме пилосебацијални функции. Значи грбот, деколтето, дури знаат и на раменјата. Што се случува? Значи тие лузни имаат одредена форма. Значи може да бидат, викаме како оштри, со оштри ивици и тие се најдлабоки во дермот. Значи баш се остри како мраз, ние ги викаме. Има во форма кои што наликуваат како нерамнини, како испакнатини, па кога ќе видите целото лице, имаше одлична слика во позадина, каде што имате нерамнини на самото лице, имате нешто што наликува како форма на коцка, како во форма на кутија. Значи кои што може да бидат површински, може да бидат подлабоки. Па сега вие на тоа лице, ако имате плюс и уште нешто што се присутно кај акните, тоа се одредени, што спомна доктор Даскалов, оние флекички, постинфламаторни, ние ги викаме хиперпигментација или во вид на црвенила, значи на самото лице, светли, потемни флеки, после завршување на секоја, да кажеме, промена на активната лезија на акната, можете да замислите со што се соочуваат тие пациенти. Значи имате практички шаренило на нивните лица. И повторно ќе кажам, затоа ја прави малку по-деликатна целата состојба, затоа што треба да изберете... Нема универзален пристап. Ете така, значи треба да изберете кои од тие лузни наликуваат на нерамнини, кои се подлабоки, значи кои да се наликуваат на, да кажеме, поощри ивици, затоа што е многу поинаков пристапот, дали се колку се на број, каде се лоцирани, за да знаете како да пристапите. И мене искрено, Марија, ме радува што овие 4 години веќе Република Македонија ги работи интензивно ваквите лузни. Пред 4 години ние не можевме да се пофалиме дека ги работевме ваквите лузни од акни, затоа што не бевме добро едуцирани и немавме можност за одредени, да кажем, инструменти кои што беа потребни во санирање. Меѓутоа, можеме да се пофалиме дека веќе сме рамо до сите светски центри кои што ги работат не така едноставните техники во справување со лузните од акне. Зошто тоа го спомнувам? И повторно давам апел, благодарност на Телма и на тебе што поканивме уште еден, да кажеме, специјалист. Така, бидејќи дел од техниките всушност се работат заедно со пластичен хирург. Еве сега можеме и да го погледнеме видеото кое што е малку непријатно за гледање, но може најдобро да се илустрира што всушност се случува кога еве една атрофична лузна изведува дел од... Еве во програма може да видиме, значи најнапред се инјектира. Каков процес е ова на третман? Доктор Даскалов, повелете. Значи се работи во општа анестезија затоа што не секој пациент има ист праг на болка и поради лагодноста на самата интервенција полесно да биде на пациентот и воедно и на нас се советува во општа анестезија поради гледате сега се инектира, значи се прави мал засек на кожата, се влегува со еден специјален инструмент каде што се ослободува атрофичниот дел на претходните лузни, односно слепеноста на, да кажем, дермалните слоеви. За да после се направи простор, односно се ослободи површниот дел на кожата и може да се аплицира топлината на ласерот за да се почне наново една синтеза на колаген, односно пополнување и израмнување во дел на челото или на образите каде што е најзастапена тарија. Било која регија од кожата која што е зафатена со лузни од акни може да се реши на ваков начин? Да. Значи, гледате дека се потенцирани местата каде што се лузните. Значи, ние ги маркираме претходно промените, кои треба да се направи супинцизија, значи да се навлезе со иглата, бидејќи лузната е слепена на дермот. Значи имаме фиброза, значи сврзнато ткиво ја лепи лузната и затоа е таа, да кажеме, залепена. И тоа е трајна промена. Влегувањето, мора да се направат неколку постапки, Марија. Значи немаме трајност во дерматологијата. Значи ние ја кинеме тоа сврзно ткиво,
ки не ќе го тоа сврзно ткиво, значи она што го прават пластичните хирурзи, вие лузната веќе се ослободува. Значи веќе добива друга форма. Значи ако веќе претходно била длабока во дермот, таа веќе се ослободува. Меѓутоа тоа ткиво, кое што тој простор го исполнуваме понатаму, било да е со разреден хиалурон, било да е со масно ткиво, за да таа васкуларизација, значи не доведе до повторно слепување на лузната, повторно да стане длабок. Значи правиме еден простор, практички ја храниме површината, ја оплеменуваме, за да потоа различни параметри, она што користиме во дерматологијата, тоа се посебни ласерски техники, кои што ги работиме, значи малку поинвазивни. Затоа кажавме дека овдека е примена, значи локална анестезија, меѓутоа нашите пациенти ги боли, сме имале и апликации на локална анестезија, навистина е болно. Значи, навистина се гледа дека сепак не е така едноставно. И ќе кажам, оваа техника е малку поинвазивна, значи бара времено оправување, бара објаснување на пациентот дека после постапката кожата ќе има проблеми, значи ќе има црвенило, ќе има оток, ќе има хематомчиња, модрици. И не само заради таа што навлегуваме со иглата, не само што правиме воведување, додавање на одредена субстанца, него затоа што воведуваме и аблативни техники, како што е ласер, кој што малку прави, ние викаме фракциони, микроканали. Создава канали во кожата кои што практички се потенцираат точно каде треба да се направи обнова на самата кожна бариера, најчесто во дермот, за да се стимулира нов колаген. И тоа не значи дека, знаете како имаме многу можности. Дали ќе биде фракционен, дали ќе биде со целосна точка, па да се направи целосна аблација, тоа е сепак во договор со пациентот, колку пациентот ќе биде, да кажеме, времето на опарување ќе остане дома, ќе се грижи за негата на кожата, или ќе се одлучиме за неволку агресивни техники, нешто што е помалку агресивни, без да, меѓутоа неколку постапки, за да направиме подобрување на самата, на кожната бариера. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани од овој момент. Ќе можете да се јавите на телефонскиот број што е испишан на екранот и да поставите прашање кое што е поврзано со темата на која што говориме, а тоа се лузните. Во моментов ќе се задржиме уште малку на лузните предизвикани од акни. Доколку некој во адолесцентниот период се здобил со ваков тип на лузни, потоа 20-30 години подоцна сака да го реши проблемот, има можност со оваа техника да добие добри резултати? Секако дека има. Значи, исто и тука повторно одиме со комбиниран пристап, исто така со кожните, со дерматолозите и на сличен пристап принцип како што беше прикажано на предходниот дел. Апсолутно. Но подобри резултати ќе се постигнат доколку се интервенира порано? Или тоа е дискутабилно? Дискутабилно. Она што советувам во најголем совет, поготово за лузните од акни, е да се даде и да се започне терапија на време. Значи, да кога ќе се примети било каква лузна, започнува процесот. Значи, ние не треба да, знаете како некогаш ние ги користиме ласерите во лечење на активни лезии од акни. Меѓутоа, тоа не е тераписки протокол. Значи, додаваме и хемиски пилинзи, додаваме и одредено чистење на лицето. Тоа не е тераписки протокол за акни. Значи мора, како да кажеме, кога ќе се појават активните акни, значи веднаш да се лекуваат, за да се превенираат вакви лузни, бидејќи лузната е веќе е дефект. И навистина оптеретува. Знаете како, да ставиме мејкап, значи да ставиме нешто што ќе треба да ја покрие лузната, ако се навистина многу на број, тоа се забележува. И како овие пациенти имаат намалена самодоверба, значи поголема депресија, анксиозност, нетрпение. Значи, затоа е потребно и добро да се разговара, дури даваме и терапија во тек на лекување, кога ги правиме овие инвазивни техники, дури ги даваме и терапија за да ја намалиме целосно функцијата на овие пилосебацијални жлезди. Значи, целата единица да се намали, да имаме намалена функција на овие жлезди, да немаме зголемена секреција, да се намали лачењето на себумот и да се пристапи во решавањето на овие лузни. Имаме гледачна линија, ќе го вклучиме во програма. Добар ден! Добар ден за гледачот кој што очекува да се вклучи во денешната Телма амбуланта со негово прашање.
Добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете. Сакам да прашам нешто докторката. Така, секако повелете. Јас немам такви лузни, меѓутоа имам по кожата као младеж. Аха, младежи имате, добро. Као младежи, порано има само испод градите, а сега имам на секаде и на грбот и напред и секаде ми ги гореа на едно-два пати стече назад. Меѓутоа пак се појавува. Што да правам, докторка? Така, што може да се презиме за да се спречи нивното повторно појавување? Претпоставам и овие да исчезнат, да се отстранат. Ви благодарам за вклучувањето, повелете. Прво треба да се види, нели, дерматоскопски, дали се работи за бенигна творба, дали се работи за некои вирусни папиломи, кои што како што кажа веќе се третирани со течен азот, па се појавуваат повторно. За жал ние немаме решение да кажеме, нели, да прекинеме создавање на некоја бенигна творба. Имаме пациенти кои што и за тоа се јавуваат, кои ќе кажат, нели, сакам да ги отстранам сите и никогаш да не се појави. Апсолутно не можеме. Значи, ги третираме тие за кои што треба да се тргнат, за тие кои што сметаат, кои што се подложни на иритација и оние кои што навистина се сомнителни како промени, тогаш ги третираме истите. Доколку се отстранат младежите, дали може да остане на нивно место белек, односно лузна? Да, може, зависност каков тип на промена, дали е таа длабока промена или се работи за површина и зависност, знаете како, некогаш и самата регија која вади промената, некогаш, знаете како, затоа советувам секогаш да се обратиме на дерматолозите и на специјалистите по пластична реконструктивна хирургија, затоа што кај нас во се уште се отстрануваат промените, било да е со врзување на конче, со аплицирање на некои киселини. Па имат некои домашни рецепти ги намачкат. Па ќе видат нешто што е на сокора од банана. Апсолутно. Значи нешто што е веќе, да кажам, на социјалните медиуми, ваква течност па аплицираат без да знаат дали таа промена е бенигна или е, не дај Боже, да кажеме, малигна промена, така да советот сега барем имаме навистина, имаме ласер, имаме радиофреквенција, имаме електрокаутер, ги имаме хирурзите, имаме течен азот, имаме бројни методи, во зависност од каква е промената се одлучуваме што да примениме од тие методи. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Ве слушаме во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Сакам да ве прашам за ова девојка од 34 години која моментално лежи од ципаници. Дали лузните од ципаници ќе поминат? Така, ова е едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Не, лузната од ципаница е дефинитивно дефект. Значи, затоа Траен советуваме проблем? траен дефект, Бидејќи меѓутоа го решаваме. обично се препорачува да се мачка со разни Да, типови значи на оно што креми. ќе го намали субјективното чувство на јадеж. Практички лузната од сипаница ја предизвикуваме ние сами. Значи ние не можеме да истраеме кога се појавуваат тие, да кажеме, промени кои што се присутни на телото и практички јадеж од чешањето ние сами ги да допринесуваме да се појави, да кажеме, лузната од сипаница и точно знаеме која е промена предизвикана од сипаница. Со ласер не може да ги се реши? ги решаваме, успешно ги решаваме. Значи може Да, ласерски затоа третман кажав да даде дека подобрување. лузните од акни се многу поразлично лекувањето, затоа што имате различни лузни на една мала, да кажеме, локализација и вие треба да знаете точно што да примените, затоа што имате одредени, не ги спомнавме, оние кои што се подлабоки, не можеме ни со супинцизија, значи ни со влегување со игла, ни со ласер да ги решиме, него треба да се направи биопсија, значи да се извади хируршки, да се отстранат истите, да се сошијат добро, па тие лузни кои што ќе настанат од хируршката интервенција, повторно да се третираат. И сега што имате вие? Константно, постојано, значи доаѓање на дерматолог и третирање на промените кои што се присутни, а не е единствена, не се едни. Нема една клиничка слика, немаме една промена која што е идентична, него имаме практички спектар на буквално, да кажеме, многу промени. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Моланка, Да, ве слушаме во програма сте. ќе ве молам да поставам едно прашање. Станува збор за девојче што има 18 години и сега се појавуваат акни по лицето. Не многу, него така негде годе по лицето. Така. И лекарката ни даде спиролактон, 20
25 милиграми по едно на ден. И така како да се стишуваат. Дали е тоа безбедно, мислам, дали е тоа добро? Веќе се Така. гледа дека се стишуваат. Така се стишува. Да немате некој подпрашање? Не. Значи, Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Тоа е еден од терапијскиот протокол кога имаме некој хормонски дисбаланс и се дава спиронолактонот како терапија. Меѓутоа, сам по себе, без локална терапија, нели, тоа е од страна на ендокринолозите, од нашата страна, локалните промени кои што ќе се појават, ги им даваме плюс дополнителна терапија. Значи мора да биде надополнато и со локална терапија. Апсолутно, да. Ретинолите дали се Да, соодветен избор? Апсолутно. И тука имаме многу, да кажеме, Има дилеми за и против. дилеми. Имаме фобија од овие лекарства. Знаете како уште од почеток имаме фобија и од овие лекарства, меѓутоа повторно ќе кажам, ние како доктори, јас едно секогаш имам ваков одговор. Не можеме да дадеме нешто што ќе наштети на пациентот. Значи ние веруваме на лекот, го даваме соодветно со соодветна доза за да предизвикаме подобар одговор и да го третираме пациентот, да го лекуваме пациентот. Значи не можеме да наштетиме. Меѓутоа повторно со правилно дозирање, со правилна контрола на крвна слика, сите параметри додека го даваме лекот и го контролираме секој месец пациентот. Дури се случува на почеток, додека започнуваме со терапијата, го контролираме на секои 2 недели, заради несаканите ефекти кои што ги даваат како такви. Да проговориме за лузните кои што се предизвикани од посекотина, од операција или пак од некоја друга повреда. Обично се започува со мачкање на различни мелеми, креми за наменети против лузни, велат дека се ефикасни, се каква ефикасноста ќе можете вие да ни појасните, потоа има некои лепенки силиконски. Дали се ефикасни? Секако дека се ефикасни, тие ни се лепенките силиконски и геловите што се против лузни се, да кажеме, прва одбрана, прва линија на одбрана и се почнуваат со нанесување после 1 месец од пример од зафатот, не порано, затоа што може да се случи спротивен ефект, односно да се зголеми лузната, односно да се различи повеќе да се познава. И сега го тука најзначајно е контролите на лекарот, односно редовните контроли да доаѓа пациентот да биде послушен, затоа што не секој пациент еднакво реагира на лузни, без разлика дали е најмала или некоја поголема операција, дали се акни, како што е денешната тема или слично. Потоа доколку доколку приметиме дека стануваат повеќе црвени, односно хипертрофираат или пак преоѓаат во келоиди, втора одбрана ни се кортикостероидните инекции, односно тие се препарати кои што се во самата лузна, кои што имаат одложено дејство и не се аплицираат на помалку од еден месец, односно повторно треба да доаѓа пациентот на контроли за да видиме дали има некаков ефект од лекувањето. И тука во ова потоа исто така може доколку видиме дека почнуваат да делуваат, да се препорачи комбиниран пристап, односно со ласери паралелно да се оди за да се подпомогне, односно да се израмни и да се направи таа лузна што помалку да се познава. Но потребна е упорност и не може преку ноќ да се очекуваат резултати. Секогаш имаме 2 групи на пациенти, едни кои што се многу посветени доаѓаат што се вика на 2-3 дена, на 5 дена прашуваат све и се што ни звони телефонот нонстоп. Има друга група на пациенти кои што ги забораваме и они и нас па доаѓаат на прва контрола. После 6 месеци прв пат да не видат или не да може нешто кога веќе не чини на раната, па тогаш се одлучуваат да дојдат. Ќе го вклучиме гледачот, ќе му дадеме предност. Добар ден. Ало? Во програма сте, ве слушаме. Во програма сме. Се јавувам од провинција и сакам да ги прашам докторите. Пред 6 години се правена операција од байпас на граден кош. Не по цела должина, него на 2 места ми се јавија лусни, овие што испапчени лусни. Проблемот не е во естетиката и е. Него најголем проблем е тоа што горната рана пред 5-6 месеци ми се инфектира, дали од некоја влакна напрешка, не знам, и почна да гнои да решам. Тоа траеше кратко време, со антибиотици се третира и сега веќе немам инфекцијата се смири, така? Али сепак тој дел на раната е осетлив,
И ви да поменувам дека постоја лозина на операцијата нема. Имам само на 2 места и тоа се прилично испарчено. Ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето. Што би можеле да советувате во овој случај? Вака, значи, се работи, предпоставувам, она што го има веќе како хипертрофична, како келоидна лузна. Значи, основно е прво што даваме како дерматолози е апликација на таа кортикостеридна инекција, која што е и tekako апликацијата малку болна, значи затоа разредуваме со анестетик, за да се намали тоа чувство субјективно, бидејќи, знаете како, вие треба да пробиете со игла нешто што е многу тврдо. Значи, самиот процес е многу тежок во апликација и додавате внимателно многу малку од субстанцијата, затоа што некогаш овие кортикостериди покрај што намалуваат таа инфламација, значи прават стегање на крвните садови, тие, значи, може да доведат, ако додадете премногу, па да таа лузна стане атрофична, да стане подлабока. Друг проблем да се И затоа идеме полека, постепено. Значи, секој месец контрола, додаваме внимателно, за да не го добиеме сега другиот ефект, контраефектот да се добие, нели, друга лузна. Она што исто не кажавме, дека кога се репарира, кога се обновува кожата не ги има аднексите, значи немаме влакно на лузната. Значи не можеме да го обнови влакното кога е веќе оштетен. Не може да обнови потна елоидна жлеза. Не може да имаме обновување на меланоцит. Значи бојата ќе се промени секогаш. Бојата се променува. Кога имаме веќе лузни од акни, имаме црвенило, значи како прв степен, да кажеме, на лузна од веќе постоечки акни. Имаме две правила, или да чекаме да се смири црвенилото, или постојат одредени постапки, ласери, васкуларни, кои што ќе го намалат тоа црвенило, тој еритем, таа пребоеност на она што се случило на самата лузна, за да потоа пациентот, кажеме, неколку месеци ќе почекаме, со добра заштита од сонце, со добар заштитен фактор, или да почекаме, или да ги третираме овие промени. Или некои поблаги, да кажеме, хемиски пилинзи како такви. И тука многу внимателно, затоа што, знаете како, некако полето на естетиката... хемискиот пилинг може да направи исто така лузна, доколку се користи. Да, имаме одредени техники, затоа реков, естетиката е навистина многу напредна. Некако секој почна да се занимава со естетика и во Република Македонија, за жал. И апелот е токму тука, затоа што се користат. Знаете како, многу е лесно кој ќе се види пред и потоа она што зборевме до сега, додека патувавме. Не е така едноставен процесот на лекување. Значи, апелот да не ја давате кожата во секој раце, поготово во онај визуелен аспект, лицето. Значи, да сепак мора да биде дерматолог и мора да биде специјалист по пластична хирургија. Токму заради несаканите ефекти, затоа што сме видели од хемиски пилинг да се појават лузни. Има и дури посебни техники кога работиме за тие подлабоки, да кажеме, лузни, кои што некогаш, ако невнимателно работите, можете да направите уште поголема промена на самата кожа. Кога сме кај келоидите, споменавте дека се дават стероидни инекции, но сега некои велат, ќе појдам кај пластичен и реконструктивен хирург, да ми ја отстрани оваа лузна келоидна. Може ли хируршки да се отстрани келоидна лузна? Да, може да се отстрани и неретко имаме такви барања од пациентите, меѓутоа проблемот е со келоидите што имаат склони се кон рецидиви. Значи може да се повтори. Може да се повтори тоа во поекстремен облик. Значи уште полошо да испадне и крајниот резултат ниту пациентот да биде задоволен, ниту ние како доктори. Затоа што келоидот иде надвор од раната, значи од пресекот. Ако вие го отстраните келоидот, тој ќе израсне надвор, уште повеќе ќе направи, уште поголема промена. Нерегуларни рабови има во однос на здравата кожа. Ете така. И значи не е само кортикостероидната инекција во терапија на келоиди, некогаш и кортикостероидната инекција не може да ни помогне. Па користиме некои локални цитостатици кои што треба да направат лупење, кои што треба да ги намалат тие инфламации, да ја намалат снабдувањето со крв. Користиме ласери, мако трпен процес, навистина. Не е така едноставен и за оној кој што ги има и оној кој што ги лекува. Е проблем што се секогаш видливи, тоа морам да дополнам, што се на ниво на деколтето, на лицето, на вратот или пак на рамената регија, поготово каде сакале некеле ние секој ќе не види или ќе не праша или што е ова така. И секогаш мора да прашаме претходно. На вакцинација како сте реагирале? После царски арест имате ли некоја лузна? А за да знаете како да пристапите. Ако вие имате келоид од вакцинација, па секоја интервенција понатаму може да направи нов келоид. Ме разбирате? Така. Или ако имате лузна која што во моментот ја работите, може да добие
Затоа мора разговор, мора правилен пристап, преглед на пациентот, да се распрашаме дури за некои најмали ситници, во смисол каква терапија примате, некогаш и антибиотици, па дали смее да се изложува на сонце. Дерматологијата е многу комплексна наука. Доколку пациентот мора хируршки да ја третира лузната и тоа е единствено решение, колку време по незината појава може да се отстрани оперативно, односно да се третира по оперативен пат? Се смета за дефинитивна лузната после 6 месеци. Значи некој период од 6 месеци до 1 година, веќе во тој период може да се интервенира хируршки и да се наоѓа начин да се поправи, дали хируршки, дали со примена на некој кожен трансплантат, дали да се отстрани самата лузна, па повторно да се сошива раната по слоеви, попедантно, затоа што не знаеме првично како била заздравена и сошиена, дали може би се гледало да се спаси живот, имало некои мали рани кои што во второ време направиле келоиди кои што во тоа време не се сметале за важни да се обрати внимание на нив, па во втор акт, односно после неколку месеци или години доаѓаат пациенти, најчесто после сообраќајки или трауми или некој пад од височина, па во второ време, односно после 5 или 10 години, па доаѓаат да ги поправаат или наоѓаме страни материјали во ткивото, најчесто на главата, кои што со тек на годините излегуваат и почнуваат да им сметаат во секојдневието. И моето последно прашање ќе се однесува на стриите, и тоа е еден естетски проблем кој што се јавува кај сите луѓе кои што имаат покачена телесна тежина, некој додека не кај сите, кај повеќето. Кај трудниците се јавува, кај луѓето кои што нагло слабеле и слично. Може да се постигне задоволителен резултат денеска во дерматологијата или пак во естетската хирургија? Може, да. Најчесто се тоа површни промени, значи на епидермисот. И тие можат исто да бидат црвени, бели, различна колоритност, ги решаваме. Меѓутоа, не можете, знаете како, не постои единствен пристап, значи една техника која што ја работите. Секојаш треба да гледате и визуелно, не е само стријата во суштина. Значи треба да мислите и на околината на самата кожа. Поти најчесто таа кожа или виси, или имаме, знаете како, други промени околу самата стрија, така да секогаш не ја работиме само стријата, него мислиме и на околината на околу стријата. Работиме апсолутно од ласери, комбинираме хемиски пилинзи, комбинираме хиалуронски киселини, радиофреквентна енергија со микроигли. Сега веќе на вистина многу, да кажам, техники се, да кажам, дојдоа во Македонија и истите ги пременуваме. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за подробните информации кои што ни ги дадовте поврзани со третманите на лузните. Благодариме. Благодариме. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.